Покрај спелеологијата, ние се бавиме и со освојување на високи врвови, така да во 71 година го превземавме и првото освојување на еден врв над 5000 метри, тоа е врвот Арарат, кој се наоѓа во Турција, каде што тргнавме со едно возило, тројца наши членови, низ Анадолија, после 5 дена пат, стигнуваме во местото Дугу Бајазид, од каде се тргнува кон врвот Арарат 5156 метри. На врвот се искачивме, тоа беше за прв пат македонското знаме да се постави на некој врв над 5000 метри. Драги гледачи, во населбата Ѓорче Петров 2, ако се обидете да ги барате, ќе ви биде многу тешко, се наоѓа планинарското спелеолошко друштво Пеони. Низ овие 30 минути ќе се обидеме во оваа скромна обстановка да ви ја представиме работата, животот, развитокот на овие ентузијазирани момчиња, овде во оваа скромна просторија, каде што догоруваат последните капки нафта во нафтената печка. Другар Гроздановски, Пеони. Зошто Пеони? Што е тоа Пеони? Видите, Пеони е име на еден народ кој живеел на дел од денешната територија на Македонија, а пошироко тој зафаќал, тоа племе зафаќало простор се до некаде до Слонскиот залив и понатака. Тоа било едно големо племе кое и најнапред зборот Пајонија, тоа биле пајонци, кој покасно тој збор се трансформира во Пеони и така ние тоа името го ставивме на... Интересно ни звучеше. Да. Колку години постои ова ваше друштво? Нашето друштво постои веќе полни 19 години, сега влегуваме во 20-та година. Друштвото е основано на 13 ноември 1961 година по иницијатива на неколку младинци кои, да кажам, во тоа време дури не знаевме точно што е и тоа спелеологија. Но сепак не влечеше желбата за да се бавиме со тој спорт, ако може уопште спорт да се нарече, затоа што се уште не е направена онаја граница меѓу спорт и наука. И го основавме на 13 ноември 1961 година. Во почетокот работевме без средства, затоа што друштвото не беше правно основано, иако оно работеше со сите, оние пропратни што се правилник имавме сите тие работи, но не бевме правно основани и немавме средства. Така до 1967 година работевме без никакви средства. Тој период од историјатот, ако можем да кажем, на друштвото е еден од најинтересните, најтешките, но и најубавите периоди. Тогаш се сеќавам, работевме разни работи за да дојдеме до средства, така да ковавме гајби во една задруга во Лисиче, покупувавме стари шатори, купувавме ортоми, не јашиња кои денеска вакви денеска што ги користиме ортоми. Првите карабитни ламби ги купивме на тој начин и така натаму. Оној втор период во друштвото, можам да го речем од 1967 година кога го основавме друштвото, веднага истата година изведовме една акција со која сакавме да се докажеме дека сме некои, дека можеме да постигнеме нешто и можеме да допринесеме на заедницата. Таа акција беше за вадење на посмртните остатоци на првоборецот Слободан Пеповски Иван од Гостиварско, на кого кој бил за време по пробивот на Богомилскиот поход фрлен во еден пропас кај селото Крапа и ние после 24 години влеговме во тој пропас кој беше 74 метри чиста вертикала длабок и ги извадиме посмртните остатоци, така да од тогаш и друштвото некако доби ела, доби на еден начин и углед. Другар Алексовски, на каков одзив, на каков
на какво реагирање најде акцијата на пеони кога решија да ги изведат посмртните останки на борецот Слободан Пеповски во Гостиварско? Секако дека најден еден голем одзив, барем кај нас борците. Поготово затоа што ние, Слободан Пеповски, знаеме да е негде во Порече загинат, утепан од бугарските фашисти. Меѓутоа не знаеме каде. И кога другарите од пеони дојдоа да ни кажат дека ги пронашле некои коски во тоа место према сознанието на населението од Крапа, дека биле на покойни Слободан Пеповски Иван, ние тоа разбира се го прифатиме, така да одма заеднички со пеони презедуваме мерки да се тоа извада коските. Јас после тоа заминав лично во Крапа, се поврзав со другарите од пеони и така да сам 2 дена и тамо чекав дори ги извадија коските од пеони. Они изградиле таму и споменик. Вие на некаков начин сте им се одолжиле со... Па видите, опет тоа беше опет и нивна иницијатива. Тие на своите 10 години после изваѓање на коските на покойни Слободана, поново се поврзаа со нас и дадоа нам ваков предлог да се издадат една обележја. Ми тоа разбира се опет добричко го прифатиме со тоа што помогнаме во однос со материјали и со една младинска група од електричното предпријатие Маврово и другарите од пеони изградија тој споменик кои се наоѓаат на патот Македонски Брод Пилеп на местото Барбарос, мислим да се вика. И тој споменик се обележуваат не погибата само на Слободан, него обележуваат Богомилскиот поход, февруарски Богомилски поход на првата македонска бригада 1954 година. Знаеме дека добили некоја награда на градот. Добија награда, новембриска награда добија, а исто така добија и плакета. Плакета на град, на општина на Гостиварска општина. Павлов, вие раководите со спелеолошката секција. Што е тоа спелеологија? Што е содржина на работата на секцијата со која раководите? Па прво да кажам спелеологија всушност е наука. А меѓутоа нашето друштво секако дека се бави со таа наука на аматерска основа. Спелеологија значи наука за испитување и проучување на подземните шуплини. Тие шуплини кај нас се познати како пештери, она се хоризонтални ходници и пропасти, вертикални канали. Има ли во Македонија многу? Во Македонија има многу, доста нешто од тие пештери и пропасти ние досега сме испитали, но има доста и неиспитани. Најинтересните се секако, мислам, Македонија такви ги има најповеќе во Западна Македонија, затоа што Западна Македонија кај нас е типичен карстен предел и тука најповеќе се наоѓаат. Во Западна Македонија имаме Алилица, позната е во близината на Лазарополе. Потоа во долината на Радика имаме неколку, а за нас, за Скопјани, најинтересни се во долината на реката Треска, односно во Матка. Една од нив ќе посетиме. Една од нив ќе посетиме, да. Предходно напомнав дека ние вршиме испитување на тие дупки пештери. Тие испитувања всушност се состојат во прво од наша како аматери во едно совладување, мислам испитување, продирање во тие пространства и вршиме топографски снимања на тие дупки, така да прво ние ги лоцираме на карта, географска локација вршиме, потоа вршиме топографски снимања, исто и фотографски, а вршиме овде разни спелеолошки испитувања, како спелеоархеолошки испитувања, спелеобиолошки испитувања, како спелеолози соработуваме со Спелеолошко друштво на Македонија, со Географскиот факултет, потоа со Природно-научен музеј, каде што на одреден начин, мислам, овде им даваме одредени податоци, со археолошки музеј и со геолошки институти и така и некои други. Во нашето друштво минатата, мислам, до оваа година членува околу 186 членови. Видите, тука доаѓа до израз и оноа што спелеологијата како спелеологија се уште е непознат спорт. Се уште младите, а поготоа старите, веруваат дека е тоа страшна работа, дека е тоа ужасна работа, дека се влегува во дупки, може нешто да не изеде и така натака, но верувајте, тоа не постои ништо, дека спелеологијата ни оддалеку не е толку страшна. Весна, колку години имаш?
Имам 17 години и активно се бавам со планинарење некаде 5-6 години. Ти не чекаш да ти го поставам второто прашање. Тоа значи од 12 години одиш по планините. Да, чувствувам една огромна љубов спрема планината и токму тоа ме натери да станам планинар. Прво слушав од моите постари другари, од моите родители за убавините што ги поседува, што ги има планината и токму тоа ме наведе и јас да ја засакам планината и еве активно да планинарам така веќе 5-6 години. Како ви е интересот на твоите врсници и врснички за ваква активност? Можам да кажам дека многу голем интерес не, мислам, владе толку помеѓу младите, сепак нашите интереси се малку во овие години по-други, повеќе сакаме забава, каде што има повеќе свет, повеќе луѓе, музика, бушна и така. Меѓутоа, постои интереси за планината. Така да младите, мислам, кои се заинтересирани за таа работа, претежно се во овие наши планинарски друштва во градов, така да опфатен е голем број од младите таму. Може ли тоа да се усклади? Имаш ли ти време и за едното? Да, имам време. Меѓутоа, некако повеќе ме влече ова планинарство, повеќе ме влече планината, меѓутоа се ускладува, се наоѓа време за се, тука и учењето. И каква си ученичка? Јас сум одлична ученичка, низ целото школување. Значи може и да се учи и да се оди на планина. Да се оди на планина и да се вршат ред други работи во диска, да. Што е тоа тајна што го имате вие во вашите сефови? Како тајна, што секако во иднина тоа не би останало како јавна тајна, бидејќи спелеологијата како аматерска основа крие во себе огромни богатства на украси кои јавноста не ја знаат како таква, туку со одредени туристички посети во нашата република, односно федерација и во светот, додека нашите богатства се поврзани претежно се уште аматерски со скици, фотографии, голем број на диапозитиви кои за јавноста многу и не се познати. Пред се ние се договараме, се консултираме како и на кој начин да нашиот труд вложен во ова аматерско друштво го пообштествиме со тоа што ќе организираме многу посети, предавања, курсиви на ниво општина, град или република за пошироката јавност. Во последните години сме носители на организирани акции, посебно со основните училишта и средните училишта, факултетите, со предавања, прожектирање на колор диапозитиви и на тој начин се доближивме до известен дел од народните маси. Организираме исто така и изложби во работните организации, Железара, Металски завод Тито и други, со тоа што се доближиме и до оние производители директни за она што тие можеби воопшто не виделе. Чани, што се карактеристиките на оваа пештера овде? Па видете, карактеристики има многу, али јас мислам дека ова е една меѓу подобрите пештери кои се наоѓаат на пределите на Матка. Тоа мое мислење го карактеризирам со ова езеро кое се наоѓа во самата пештера. За жал ние не можеме да го покажеме, нашата фризолитка откаже и сега се служиме со вашите карбидни лампи. А какви се овие шумови што ги слушаме од озгора? Овие шумови што се слушаат, тоа се лилјаци. Ги има, не знам, али најверојатно дека ги има над 1000, ако не и поише. Оваа пештера е, што би рекле вие за вас почетничка, гледам тука и деца слегуваат заедно со вас. Да,
почетнички, може да се каже дека е почетничка, али сепак има некои места на самиот почеток каде што се доста не баш многу опасни, но би можел секој вака да се сигури. Тит е овде се уште жив, тој се формира. Тој се формира се уште, но најверојатно по долго известно време кое му треба за да се оформи целиот, тој би постанал и ступ, така наречен ступ. Мислам, столбовите постануваат така што се спајаат сталактитот и сталагмитот, од озгора се спајаат двата. Да се стрпиме неколку илјади години. А ова езеро тука? Езерово што се наоѓа до нас, мислам дека е доста длабоко. Длабочината му е негде околу, најверојатно дека негде околу 20 метри, али интересно е тоа за нас што кога езерото што се наоѓа надвор од пештерава, тоа е езерото Матка, кога е нивото на самото езеро доста големо, овде нивото на ова езеро кое се наоѓа во самата пештера останува исто и водата е секогаш бистра. Ти се обараш овде? Па сакам да изгледам мислам, во пештерата убавите. Убавините на пештера. Пештера. Колку години имаш? Јас имам 9. 9 години. Как се викаш? Маја Грезан. Татко ти и мајка ти знаат ли дека си овде? Да. Една од најзначајните наши акции до сега оваа година беше изведувањето на првата македонска спелеолошка експедиција Солунска глава 80. Се изведуваше на масивот Јакупица, некаде во близината на врвот на Солунска глава, се испитуваше еден вертикален спелеолошки објект, односно пропас, со длабочина над 400 метри. Ние го освоивме овој објект со каде што се спуштивме 450 метри, каде што наидовме на мраз кој за прв пат се сретнува во спелеолошките објекти во нашата република. Експедицијата траеше 10 дена, од кои 10 дена, 4 дена работевме само на овој спелеолошки објект. Во акцијата учествува околу 20 наши спелеолози со врвна спелеолошка опрема за која секако требаше многу средства и многу труд да се набави. Во објектот наидуваме на големи наслаги на мраз, така да се јавуваат сталагмити со височина и по 8 метри во слободен простор само од мраз. По зидовите во последната сала се протегаат саливи по 50-60 метри само од мраз, а подот е преслечен со еден слој некаде дебел околу метро, кој во својата цела дебелина е провиден, така да се осеќавме како да се наоѓеме во некој аквариум, како да одиме по воздух, бидејќи преку тој мраз се гледаше одоздова теренот на салата. Подготовките за општонародна одбрана и општествена самозаштита покрај организациите на Здружен труд, местните заедници, општествено-политичките организации, потоа заедниците на општините и организациите општествени, друштвата и здруженијата на граѓаните задолжени се да вршат подготовки за работа во услови на непосредна војна опасност и војна. Повеќе организации општествени учени се во подготовките и во активностите и во нашите активности тие се повеќе и повеќе збогатуваат содржината на работа. Посебно сакам да истакнам соработката што ја стваруваме со спелеолошкото друштво Пеони. Со спелеолошкото друштво Пеони ние остваруваме повеќе години соработка. Првобитно нас ни беше целта да ја запознаеме целокупната нивна содржина на работа, на истражување. Веќе кај нас се наоѓаат низа нивни проекти и низа документи со кои тие нас не запознаа и врз основа на тоа ние насочивме нашата ориентација
кон нивно опаќање со подготовките, подпомагање и опремување. Минатата година во акцијата Сите во одбрана и заштија, тие активно учествува во акцијата со тоа што беа вклопени во вкупните програмски задачи на активностите на Здружениот одред на цивилната заштита, на единиците и штабоите на цивилната заштита во местните заедници и во организациите на здружен труд во склопот на општинската активност. За несреќа може да се каже, минатата година во поплавите, што не зафатија во ноември 79 година, тие деноноќно работеа на спасување на луѓе и имоти во текот на поплавите за читаво време. И во таа соработка ја насочивме да можеме друштвото спелеолошко да го подготвуваме и со одредени наши опреми, за да можат поуспешно да се вклучуваат во извршувањето на нивните задачи. Оваа година прв пат така направивме една сделка негде за околу 100.000 динари. Набавивме опреми и ставиме на располагање да може да работат. Јулио Даниловски, ние тука во една ваша просторија видовме 6 бокса со 6 комплетни идентични опреми. Зошто се тие? Кому му служат? Тие служат за во случај на несреќа да ние таа опрема одма ја земе и действуваме што поскоро да дојдеме на место дока е унесреќениот. Значи тие бокса се направени само исклучиво за таква намена. Тоа е опремата на спасителната станица при спелеолошкото друштво Пеони, каде само спасителите имаат право под хитно мислам таа опрема да земат и да ја користат. Колку време ви треба, да речеме, добивате повик од штабот за општинародна одбрана, колку време ви треба вие да ги ставите во погон таа прва ударна група од 6 луѓе? Лани тоа се деси за време на поплавата. Ние бевме веќе спремни за 30 минути. Бевме веќе спремни, облечени и само чекавме задача на кое место, на кој пункт да идеме. Како тие се однесуваат во критични ситуации? Ние со нив договоруваме од самото нивно основање. За нив многу не треба да се кажува, оти самото име Пеони зборува многу. Тие момчиња се само поуздани, тие момчиња се безпрекорни во својата работа. Соработката со местната заедница е на едно ниво, така да во многу ситуации каде што се потребни и као соработници, и као младинци, и као организација на местната заедница, се навоѓаат секогаш при рака и секогаш одговараат на оно што ќе им се постави. Други овие експонати се најдени претежно, мислам на керамиките, на теракотите што се тука, пронајдени се во пештерата Змеовец кај Демир Капија. Оваа пракерамика најдена во пештерата во Матка, она што е под коритиште, додека парата која потекнува од времето на Филип Македонски е пронајдена во една пештера доле кај селото Белица. Оваа чинија тука пронајдена е во пештерата Дрен, а додека стаклото исто така е пронајдено во тоа нашето најбогато наоѓалиште во пештерата Змеовец кај Демир Капија. Коски во оваа пештера немаме најдено. Во истата пештера постојат гробови на луѓе кои ги погребувале во тоа време, мислам кога потекна и керамиката, можда и нешто пред тоа, ги погребувале во самите објекти. Инаку коски, палеонтолошки наоди има во пештерата Макароец кај Тито Велес, некаде од кај Порцеланка таму се наоѓа на Бабуна, тоа пештерата. Колку активноста на едно вакво друштво е прилог кон нашата археолошка наука во Македонија? Несомнено, голем прилог. Видите, во таинствениот свет на пештерите спаѓаат и археолошките остатоци. Тие представуваат голем предизвик за секој оној што ќе ги најде во една пештера, што ќе се соочи со нив. Од нив настануваат сите оние приказки, легенди, стари преданија за една пештера, за незиното име, за некогашните настани кои се денес веќе сосем завиткани во легенда и далеку се од стварност, од истината. Пештерите биле од секогаш предмет на големет интерес на луѓето, тие другарувале со нив уште од најстарите времиња, се криеле во нив, живееле, ги закопувале своите умрени, во нив подигале и своите светилишта. Токму тој свет во Македонија е уште целосно непознат.
Знаеме дека најраната предисторија во цела Европа се базира пред се на остатоците во пештерите. Цела преисториска епоха, по старото камено време, кај нас е непозната. Токму затоа што не ги познаваме нашите пештери. Меѓутоа, и во следните периоди, во антиката, во нашето средновековие, пештерите секогаш биле посетувани и секогаш во нив луѓето нешто оставале. Во збирката на ова друштво има прекрасни предмети. Има стари коски, изумрените животни кои денес веќе не постојат и траги од луѓето кои живееле во тоа време, доказ дека и од најраните времиња на палеолитот Македонија не била изоставена од тогашните човешки раси. Ете, драги гледачи, тоа беше нашата 30-минутна приказна за одважните момчиња од населбата Ѓорче Петров. За реализација на оваа емисија на пеоните им благодари телевизиската екипа во состав Јовица Атанасовски организатор, Драги Даневски снимател, Ангеле Кузмановски тон снимател, Милосав Крстевски осветлител и Сашо Панов режисер.